на колешке, сето убаво, Охрид, Бисер, езерото, најубаво, најдлабоко, ако секој така за својот град размислува за Охрид, неспорно дека е така, тоа е сепак. Мојата дискусија беше во друг правец. Правецот ми е дека не можеме затоа што Охрид е најубав, дека е Бисер, дека има најдлабоко езеро, да оправдаме било какво и од било кого недомакинско работење во рамки на институцијата во која што раководели изминатиот период, независно кој бил таму директор, управител или така натаму. Значи, мене суштината на мојата дискусија беше следна. Јас се противам на задолжување генерално на државата. Мене ми е јасно дека за некои работи треба да се задолжиме, но тоа треба да биде за развој. И тоа е мојот политички став во тој поглед. Се противам на задолжување, бидејќи ако како држава имате средства да издржувате на 1.860.000 жители 140.000 администрација, значи имате средства и за други. Тоа е мојата политичка теза која што не ја кријам и стално ја зборувам. Реков дека ова ќе го поддржам не само затоа што Охрид е најубав, има најубаво езеро, тој од Струмица сме дека Струмица е најубава, тој од Вирес дека Вирес е најубав, туку затоа што имаме потенцијално нарушување на едно од основните универзални човекови права, правото на животна средина, на питка вода и така натаму, а колекторските системи кои што имаат огромни долгови се полуруинирани, може да се случи да тоа човеково право го нарушат и затоа како одговорна опозиција, како одговорен пратеник, јас тоа ќе ви го подочнам, тоа ви го кажав. Суштината е следна. Тоа ми беше вториот дел дискусијата. Како да направиме во 27 декември 2000 зборувале за ова нашите претходници во собранието. Сега зборуваме ние. Суштината ми е како да направиме соодветни законски решенија, бидејќи кај нас е моќта, да ги направиме тие законски решенија да следни генерации на пратеници не зборуваат за оваа тема. Сакам да кажам како финансии државата да побараме, да си направат работни групи, да си направат физибилити студии и точно да знаат од каде и зошто доаѓаат да се продуцираат тие долгови кои што еве два пати се сервисираат и да направиме конечно, да речеме оваа работа помина во собрание, ја штиклираме како завршена и потоа никогаш нема да пренесеме на следни генерации на пратеници. Тоа беше мојата дискусија, мислам дека е многу коректна и конструктивна, бидејќи темата е навистина сериозна. Благодарам. Ви благодарам и на вас. За реплика и превен пратеникот